Значи, ова беше класична вежба за стомашни на подот, на рамлаштица. Разните кои ќе не се држат како поглед на врато, затоа што има поглед на вратните мускули, значи се држат овде на градите и се права стомашни исто како што видовте. Видите се од 20 до 30 повторување, максимум до 50 повторување. Кои 50 повторување не се прав. Значи, повеќе, поважно се напад кои сери по 50, отколку да се оди до 100, затоа што се замарат мускулите и нема време да се опорават. Ова беше вежба за стомашни за горните мускули, пошто се знае дека има горни и долни мускули. Ова беше за горните, сега ќе ви презентирам вежба за долните. Вежба за горните стомашни, а ова беше вежба за долните стомашни. Као што гледате сите се овие прости, не се комплицирани вежби, затоа имат најголем ефект за стомашните мускули. Значи овде ги подигаме нозете, ги активираме долните стомашни, а таму горните. Сериите се исто, значи 30 пати, 40 пати во серија и така минимум 3 серии треба да се направат, значи 3 по 40 120 или 3 по 30 90. Сега одиме на вежба за горните. Ова беше вежба за грбните мускули, која е исто така многу важна за централниот дел на телото. Значи, колку да сме јаки во рацете, во нозете, во рамењата, во грбот, ако централниот дел, значи стомашните мускули и грбните нени се јаки, тогаш не можеме да ги правиме тренинзи со полн капацитет и доаѓа до повреди. Затоа мора да ги тренираме и стомашните и грбните мускули. Или на крај на секој тренинг, или на крај на секој втор тренинг. Значи не е битно, али мора да се тренират стомашните и грбните мускули. Јас да ги презентирав, значи скоро сите вежби на ова програма од понеделник, значи до петок. Понеделник што кажете гради, вторник грб, среда нозе, четврток рамење, петок се двата мускули заедно, значи две мускулни парти, трицепс, два бицепс. И, како што кажа за стомашните и грбните, значи, на краја на тренингот или на краја на секој тренинг или на краја на секој втор тренинг. За повеќе, исто така централниот дел е многу битен, затоа што поврзва горниот дел на телото и долниот дел на телото. Секогаш сме постабилни, побрзи, поокретливи за било кој спорт. Ако овој дел не е развиен, не е јак, не е како што треба, тогаш не сме конкретни. Најважни мускулни парти за мене се, значи стомашните и рамењата.